Добре дојдовте, драги ученици, во нашата училница на часот по природни науки за второ оделение. Јас сум Татјана Ивановска, оделенски наставник при Основното училиште Киро Глигоров во Скопје. На овој час ќе ги повториме дел од знаењата што ги имате веќе усвоено, но ќе научиме и нешто ново. На крајот од денешниот час, вие ќе знаете да објасните што подразбирате под поимот сенка и како таа настанува. Ќе можете да идентификувате сенки, посочувајќи примери од секојдневниот живот. Ќе се потикнете во истражувачки активности, ќе набљудувате, истражувате и ќе воочите кои материјали или предмети даваат најдобри сенки. Ќе разликувате сенки од прозирен и непрозирен материјал. Но пред да го започнам овој час, би сакала да ви поставам една гатанка. Што е тоа што скока под зидот, а не е живо? Внимавајте, не е живо. Одговорот е сенка. Браво! Ајде сега да видиме какви сенки може да направиме со помош на нашите дланки, доколку ги поставиме пред извор на светлина. Што е тоа на зидот? Птица! Браво! Што е ова? Маче! Одлично! Ајде сега да видиме што е ова. Клукај дрвец. А ова? Поужав. Браво, дечиња! Ајде сега, вие, со помош на вашите рачиња, да направите сенки на зидот. Дали сега може да ми објасните што подразбирате под поимот сенка? Што значи? Сенка е темен простор кој настанува кога светлината не може да помине низ некој предмет. Сенките се насекаде околу нас и тие верно не следат. По патеката додека одевме кога бевме мали. И возрастните имаат свој сенки. Во природата, зградите, автомобилите, што значи тие се насекаде околу нас. Дали знаете дека од сенките може да направиме театар од сенки? За да направите театар од сенки, потребно ви е да ги употребите вашите играчки или да направите ликови со помош на хартија и ножички. Но не заборавајте, за да го направите театар од сенки, треба да ги поставите пред извор на светлина. При тоа, употребете ја вашата фантазија и создадете една волшебна приказна. Сега предлагам да одиме во истражувачкото катче, каде што вие ќе бидете во улога на млади истражувачи. А за тоа ви е потребно да земете 2 стаклени чаши. Во едната ќе ставите вода, а во другата некој темен пијалок, например чоколадно млеко. Поставете ги пред извор на светлина и погледнете ги внимателно нивните сенки. Дали се тие исти? Не се. Едната сенка е посветла, а другата е потемна. Тоа е така, бидејќи кај првата чаша светлината поминала низ неа и ни прави бледа сенка. А кај другата, таа не може да помине низ неа и ни дава потемна сенка. Проверете сега каква сенка дава вашето моливче или вашиот велосипед. Воочете е нивната разлика. Што заклучуваме? Дека различни предмети ни даваат различни сенки. Ајде сега да разгледаме уште еден пример од пластични шишиња во различна боја.
Што забележувате, драги истражувачи? Дали сенките се исти? Не се исти. Што значи? Јачината на сенката зависи од прозирноста на материјалот. Одлично. Пред да го завршиме овој час, би сакала да ви зададам една домашна задача. Во работната тетрадка по природни науки, на страна број 6, треба да ги заокружите предметите кои што даваат темна сенка. Само предметите кои што даваат темна сенка. Сега, на крајот од денешниот час, сакам да ви посакам радоста, среќата, насмевките и доброто здравје да бидат со вас како ваша сенка во секој миг од вашето детство. Довидување, дечиња!